Да се присетуваме со Јованка Бобојанковска, која што е наша гостинка во кујната и веќе ја најавивме, заради тоа што точно по една година повторно го реализираме она кое традиционално го правиме, а тоа е украсување и бојадисување на великденски јајца, нешто кое што веќе утре пред изгресенца ќе го прават сите домаќинки во својата кујна и веројатно многумина од нив чекаат покрај тоа што тоа е еден убав традиционален празничен момент, сепак и изразување на својата креативност и додавање малку уметност, се разбира едно наше уметничко дело или оние великденски јајца на кои што од најмладите до највозрасните нема кој не се радува, а се разбира представуваат еден одличен символ на предстојниот празник или Великден. Бобе, добро утро, добар ден, добре ни дојде и ти благодарам што ете секогаш си навистина расположена, па и достапна за да може да уживаме во креативноста, во она кое што го прикажуваш на нашите гледачи, но и нешто кое меѓу другото ги одбележува овие денови кои што се пред нас. Добро утро, добро ве најдов. И драго ми е вака кога ќе ме поканите, поготово на празник, зашто сакам да остане традицијата во готвењето во све што создаваме. Мислам се стремам кон тоа, затоа имам и блог, нели, со традиционални претежно рецепти. Bob's Bakery е твојот Инстаграм профил, ќе потсетим, или во превод пекарата на Бобе. И секогаш велам во одушевување на одине рецепти кои што може да се видат, жилба веројатно да се направат баш така и верувам дека многумина се обиделе. Денеска исто имаме интересни идеи, впрочем како и секогаш, за великденските јајци, на кој начин би можеле да се украсуваат оваа година, но и уште нешто кое подоцна ќе го презентираме или ќе го сервираме. Па е дека ќе почнеме од самиот почеток, кога се подготвуваме за Великден, прво набавуваме нормално великденски јајца, по можност да бидат бели, за да можеме да ги украсиме така како што сакаме, нели? Така. А за да ги вапцаме црвени, мора да бидат жолти. Значи тоа е правило. Сепак ја сум уметник и ги знам тие правила, затоа и да сакам да ги пренесам. Може да ги подсетиме, да ги пренесам. Значи во четврток наутро, кога ги вапцам црвените јајца, тие се секогаш жолти. За да ја добијат убава бојата, зашто на бело ќе станат по-розеникави. А кога сакаме веќе да парбаме, да бидат поинтересни, значи тогаш секогаш користам бели јајца. Однапред ги варам и потоа ги подготвувам. Јас ќе ти помогнам тука. Може да ми помогнеш. Еве една нај стара декупаж техника што сите ја користат. Сега еве јас се ќе те дадам. Не се имам и ножичка. Добро. Спремна подготвена како и секогаш. Значи секогаш треба, салфетките имаат 2 до 3 слоја, секогаш треба да се извади едниот тенок слој. Еве, например, овие форми ја ти ги одбрав, има овде повеќе, можеш да си бираш. Значи, сечеме некоја форма. Ја сечеме... Ја малце вака како обука сега, да те научам, ти си помлада, за да може да пренесеш и на твоите дечиња. Затоа и вакви форми си ми одбрала, заради, нели, да се истестира да видиме способноста како тоа всушност ќе излезе, се надевам добро. Така е. Значи тоа салфетката, хартијата, значи затоа велиме тенка за која ќе дојде формата на јајцето да може да ја следи лесно. Еве 2-3 исечи. Тие ги примачкуваме, значи ги лепиме всушност на јајцето со белка. И ни треба четкичка една. Тоа е за тебе. Треба да си обезбедиме опрема пред и материјал пред да почнеме со овие декорации и веројатно веќе тоа го прават. Начин со кој си подготвува си спрема. Преку година си собира по некоја салфетка, ја така си правам, кога има интересни шари. Не можеме да се пожалиме, денеска имаме доста голем избор, дури на великденски мотиви, така што... Има, така да. Еве, ја донесов неколку тука, што мислев дека се добри. Еве, јас ова го подготвив. Секогаш, нели, во зелено малце да биде, во твој стил, кога зборуваме за освежувањето и боите. Со розово цветче. Бубе, не знам дали имаш чувство дека од година во година... Јас ке шарам за некоја јајца. Може, бидејќи јас тоа сигурно нема да можам да го направам. Не сум до толку уметничка душа, но сепак веќе учествувам со овој декупаж. Дали имаш чувство дека од година во година се зголемуваат начините и креативноста во однос на украсување на великденски јајца? Некако и... гледам доста и младите се... младите пак особено се отворени кон тие... И тоа мене баш ми се допаѓа.
мислам дека овие 4 се доволни. Да, супер. Да. Така, значи малце мачкаш јајцето, го ставаш, ја ставаш хартијата и одозгора повторно премачкуваш. Значи еднаш одоздолу и еднаш Да, одозгора треба да да. се премачка. За да се залепи убаво од сите страни. Директно сега, значи пак цело време го топиш да е доста влажно, за да може да се вака ќе го свртам на кај сврти го, камерата. Ајде јас ќе нацртам. Да. Еве јас со моите филигрански мотиви можам нешто и на јајцето да нацртам. Јас реков од најмладите до највозрастните сите уживаме во без разлика кој да е изборот за тоа на кој начин ќе ги украсиме великденските јајца, тоа е еден период кој што дополнително го зголемува празничното расположение. Но веројатно и ако зборуваме за креативноста, а особено кај уметниците, тоа и тоа како доаѓа како еден навистина интересен момент или период каде што може да се испробаат во тоа што знаат да го прават, а ти си прилично и доказ за тоа. Значи најмногу се радувам на овие празници. Кога сега децава ми се поголеми, кога ќе дојдат внучињата, па заедно си правиме работилница. Да, тоа е па посебно задоволство. Си работиме, значи да. Тоа не исполнува. И во однос на, како велиме, смирување или она кое што треба да биде и го налага и самиот празник, нели? Мир. Да, мир и некако... И љубов. Тоа е најважно. Една таква состојба која што... Благосостојба, нели? Кога... Еве по моето јајце. Интересни форми. Ти доаѓа во моментот тоа кога Па го... да, во моментот кој ќе почнам веќе да правам. Јас се надевам дека сум на добар пат. Ти си супер. Јас сега малце ќе почнам од дека. Дали може ти малце понатака да... Да, да одам десно? Ајде, јас тука ќе го... Не е проблем, кажи како ти одговара. Така да наведеме се малце. Јас се внесов во декорацијата. Да, па супер. Уна кој што... Тоа треба. Да. Минатиот пат еве се обидувавме да се присетиме, ми се чини, барем јас колку што се сеќавам, може да се присетиме бидејќи ги имаме нашите разговори секогаш достапни на YouTube страната. А ако не се лажам, беше тоа подготвено од тебе и беше милиброд. Обично за Великден некако и традиционално се подготвува. Тоа е традиционално. Секоја година го подготвувам по традиционален рецепт, што ми е пренесен од баба ми, мајка ми. Па сега ја го пренесувам на моите деца. Секако. Постојат различни рецепти, меѓу кои нормално основата е традиционалниот или тоа е единствен? Таа сега има некои модулации. Еве јас и за денеска направив козењак. Козењак, да, тоа беше козењак. Добро, тоа е миликро. Да. И да, сега се во различна форма како... Да. Значи секогаш сакам да експериментирам. Еве сега моментално ги направив модли како за мафини. Добра. А веднаш се чувствува навистина прекрасниот мирис кој што доаѓа од козињакот и верувам нешто кое што во кујната пак дополнителен момент создава на навистина приближување на празникот и сите тоа кое што е дел од традицијата. Значи ова треба да се исуши убаво и ќе биде екстра. Да. Супер. Еве вака за да. Можеме да ги ставиме и тие, одлично. Сега декорираме. Значи, еве ја тука залепив по едно мајшниче, да не биде едноставно. Да, се разбира. Малце да биде по... И сосема очекувано од тебе, со оглед на тоа што досега навистина секогаш е тоа така све добро украсено, креативноста, декорациите. Ми се чини дека и тоа е едно посебно задоволство и дава некој посебен шмек или ми исполнува со таква радост, ноќеска го приготвува за денеска. Да, одлично. Најважно што ми е мене, значи за традицијата да се сподели, да не изблете, да ја пренесеме на младите. Така е. Бидејќи таа не е само минато, туку и иднина. А традицијата е мирис, вкус, спомени.
Да, така е и сметам дека младите би требало да бидат, сега не знам и какво е твоето мислење, но би требало да бидат и заинтересирани, но и љубопитни во однос на ете овие традиционални рецепти, па и начин на бојадисување на великденски јајци, иако секој време си носи своји, да речеме, можеби трендови, нешто кое што би можеле да го пратиме, чисто да биде и тоа е интересно во однос на креативноста, но сепак да се задржи традицијата, се разбира и да се негува. Тоа е најважно. Да. Значи, секако има модулации. Еве, јас моментално, значи, овој што го подготвив рецепта од мајка ми. Одлично. Млеко топло, брашно, квасецот стасува во млакото млеко, шеќер се става. Ќе го видите на мојот блог. Тоа сакам да прашам, дали го има рецептот? Да, го има. Јас само вака ќе ви споделам што све треба. Во рецептот од мајка ми, значи од баба ми, има масло. Ја моментално ставив 100 грама путер место 100 милилитри. Малце правам измени, значи сепак е тоа база масна. И ми излезе, мислам дека добро. Сега ќе видиме. Ова ќе биде за тебе букетче, да. Само благодарам многу. Еве да го ставиме тука како декорација, пошто сега е пролет. Тој ми е сега само што го скинав. Одлична комбинација на мирис на јоргован и милиброд или козињак, кој што има специфичен мирис кој секогаш не потсетува на Великден. Одлично. И по едно тањерче. Кога се штосне и танерчињава, се во тон и се во одлично осмислено за ваква декоративна трпеза, точно за Великден. Бобе, ти благодарам навистина многу, што ти одвои време да ова го сготвиш, го направиш и тука го презентираме, истовремено малку накратко да ги украсиме великденските јајца, но и да го прикажеме рецептот кој верувам дека ќе сакаат да го направат домаќинките, а и да уживаме заедно во пресудните празнични денови и да имаме вака украсени празнични трпези кои верувам дека од година во година се надополнуваат благодарејќи на идеите кои што ги даваш ти и оние кои тоа го прават. Благодарам многу. Сакам да пожелам среќни, весели великденски празници на сите, да има во домот топлина, мир и љубов. Така е, тоа е пораката која што ја испраќаме и веројатно ќе испраќаме и во следните денови или во продолжениот празничен викенд, а за сите оние кои што сакаат нови рецепти, кои ги интересира сето она кое што го прави Јованка Бобојанковска, Bob's Bakery е страната на Инстаграм и каде што може навистина да ги добиете рецептите, меѓу кои и овој за денешниот милиброд, но подготвен еве на еден ваков начин, во вакви како можеме да ги модли за мафини. Така, како мафини. Така ги имам купено, да. Одлично. Ти благодарам, Бобе, ти посакувам успех и се надевам ќе се видиме во следниот период. Пролета ни е тука, се разбира, ни се ближи и летото. До самиот крај, веројатно, уште неколку интересни рецепти од тебе ќе имаме можност да проследиме. Благодарам. Се гледаме. Тука правиме кратка пауза и со последната содржина или на терен со нашата Марија, повторно поврзана со престојниот празник.